Значи, што ако се кажа дека луѓето кои изгледаат најдисциплинирано на светот, оние на кои сите им се восхитуваат за нивната челична волја, всушност имаат најслаба волја од сите нас? Да, звучи како целосен абсурд на прво слушање. Буквално абсурд. Но тоа е само еден од многуте парадокси кои ќе ги разглобиме денес. Во оваа наша длабинска анализа нурнуваме во белешките од навистина феноменалната книга «Атомски навики» од авторот Джеймс Клиер. Ова е многу важна тема. Апсолутно. Нашата мисија денес е многу специфична. Сакаме некако да го деконструираме тој вечен мит дека за голем успех се потребни масивни исцрпувачки акции. Значи, ќе анализираме како микроскопски промени во секојдневието всушност доведува до огромни трансформации. Така е, да. Непријатно прашање. Зошто луѓето поставуваат неверојатно амбициозни цели секој 1 јануари со огромна мотивација, а веќе некаде до средината на февруари целата таа структура спектакуларно се урива? Па види, тоа рушење се случува бидејќи целиот тој концепт на културата за поставување цели е фундаментално погрешен. Ние како луѓе сме обседнати со крајниот резултат. Значи, златниот медал, совршената тежина, милионот на банкарската сметка. Но белешките од Клир нудат една сосема поинаква, дури би рекол застрашувачка перспектива. Има еден многу познат цитат таму. Кој цитат поточно? Оној кој вели: не се издигнуваш на нивото на своите цели, току паѓаш на нивото на своите системи. Вау! Паѓаш на нивото на системите? Токму така. Оваа реченица ја менува целата парадигма. Мислам, кога мотивацијата е на самиот врв, секој може да се стреми кон нешто големо. Ама кога мотивацијата неизбежно ќе испари во некој тмурен вторник наутро, она што останува не е целта. Туку системот. Да, системот што е изграден околу секојдневието. Тоа е единственото нешто што те држи. Сега, овде мора малку да контрирам, како некој што сака да ги гледа работите логично. Клир тврди дека системите се, но реално гледано, без некаква цел, системот нема насок. Зар не е тоа како да имаме совршено дизајниран мотор кој работи, но возилото не оди никаде бидејќи немаме мапа? Тоа е многу валидна обсервација. И искрено не се работи за целосно елиминирање на целите. Добро, значи целите сепак имаат улога. Секако. Целите се компасот. Тие ја одредуваат насоката во која треба да се движиме. Проблемот настанува кога компасот ќе се помеша со самиот мотор. Аха, разбирам. Мислам, гледањето во компасот нема да го придвижи возилото напред. Системите и процесите, оние секојдневните, навидум здодевни акции, тие се вистинскиот мотор на промената. Да, ако моторот е расипан, дестинацијата е недостижна, без разлика колку силно некој зјапа во мапата. Клир тука аргументира дека луѓето трошат, па можеби 90% од менталната енергија размислувајќи за целта, а само 10% дизајнирајќи го системот. Треба да биде обратно. Океј, добро. Ако фокусот треба да биде на моторот, тогаш што точно се составени тие системи? Во изворите што ги анализиравме, одговорот лежи во математиката на најмалите можни промени или самиот концепт на атомски навики. Се воведува правилото за 1% подобрување дневно. Правилото за 1%. Да. И според пресметките, ако нешто се подобрува за само 1% секој ден, на крајот од годината математичкиот резултат е, мислам дека беше околу 37 пати подобар перформанс. Да, точно 37 пати. Ова неверојатно ме подсетува на тоа како работат компјутерите. Значи, навиките се како алгоритми кои работат тивко во позадина. Ако алгоритмот е оптимизиран дури и за тој 1%, тој ослободува огромна количина на меморија за мозокот. Таа паралела со алгоритмите во позадина е апсолутно клучна за разбирање на човечката биологија. Мозокот е орган кој троши огромна количина на енергија, нели? Неговата еволутивна задача е да ја зачува таа енергија по секоја цена. За да преживееме, се разбира. Токму така, секоја свесна одлука троши калории. Па затоа, со претворање на однесувањето во автоматизирана навика, мозокот ја префрла таа активност во базалните ганглии. Ослободувајќи го префронталниот кортекс.
Точно, но вистинската моќ на тој 1% е во компаундинг ефектот, односно сложената камата. Белешките експлицитно велат дека навиките се сложената камата на самоподобрувањето. Во финансиите, каматата раѓа нова камата. Во неврологијата, една ефикасна синаптичка врска олеснува создавање на друга. Да, таа финансиска аналогија е совршена. Тоа е буквално како кога се оставаат ситни пари во банка. Денес тоа изгледа целосно беззначајно, нема апсолутно никаква видлива промена во животниот стандард. Дури и по 6 месеци, промената е невидлива. Тотално невидлива. Но по неколку децении тој систем на конзистентност создава богатство. Меѓутоа, тука доаѓаме до еден огромен психолошки зид. Како може да се премости тој јас на невидливост? Значи, ако човек изеде една салата денес, утре наутре нема да се разбуди во совршена физичка форма. Да, за жал. Човечкиот мозок бара резултати веднаш. Па како системот се справува со овој очај за инстантна валидација? Токму тука пагаат во вода сите теории за чиста мотивација. Мотивацијата е само емоција, а емоциите флуктуираат зависно од времето надвор, од тоа колку сме спиеле, од стресот на работа. Многу се променливи. Затоа системот постои за да го отстрани товарот на постојаното донесување одлуки кога емоциите не се присутни. И тука Клир воведува една многу јасна архитектура преку неговите 4 закони. Се започнува со иницијалната искра, односно сигналот. Нашиот мозок е машина за препознавање образци. Значи, првиот закон е... Првиот чекор кон градење на тој мотор е да се направи сигналот апсолутно очигледен. Да, направи го очигледно. И овде белешките ја нудат она фасцинантна техника наречена надоврзување на навики. Наместо да се обидуваме да изградиме нова навика во вакуум, ние ја врзуваме за нешто што веќе го правиме. Например, по пиењето на утринското кафе, веднаш ќе се напишат 3 работи за кои постои благодарност. Да, одличен пример. Ова неверојатно ме потсетува на лего коцки. Замислете дека старата, цврста навика, како миењето заби или утринското кафе, е она голема, зелена, основна плоча од лего. Основата каде што градиш. Точно. И ако се обидете да ставите нова коцка некаде настрана на самиот тепих, таа ќе се преврти штом некој помине. Нема никаков темел. Така е. Но ако ја прицврстите директно на веќе стабилната зелена плоча, таа инстантно станува дел од цврста структура. Лего коцките се одличен визуелен приказ на вистина. Но да го однесеме тоа уште подлабоко во неврологијата. Значи, не се работи само за лепење една кочка на друга, туку за искористување на густи, веќе изградени мрежи на неврони. Значи физички промени во мозокот. Токму така. Кога нешто се прави секој ден со години, како пиењето кафе, таа невролошка патека е веќе изградена како широк автопат. Кога се пробува нова навика изолирано, мозокот треба да гради нов пат низ џунгла. Што бара огромна енергија. Премногу енергија. Со надоврзувањето, ние всушност ја возиме новата навика по веќе изградениот автопат. Мозокот не се противи, бидејќи патеката е веќе осветлена и ефикасна. Тоа објаснува зошто е толку лесно да се почне нешто ново кога ќе го закачиме за веќе постоички ритуал. Но само затоа што нешто е очигледно, не значи дека сакаме да го правиме, нели? Тука е предизвикот. И тука доаѓа вториот дел од равенката, односно вториот закон, правењето на навиката атрактивна. Овде се анализира техниката на врзување и искушенија. Концептот е гениален во својата едноставност. Комбинирање на нешто што мора да се направи со нешто што навистина се сака да се направи. Сите познаваме некого кој си дозволува да го слуша омилениот подкаст само дока е на лентата за трчање. Да. Истражувањата за овој концепт открива една фасцинатна вистина за допаминот, која многу често е погрешно разбрана во јавноста. Во која смисла погрешно разбрана? Миот допамински скок се случува при самата антиципација, односно исчекувањето на наградата. Вау! Пред воопшто да се случи наградата? Да, пред да се случи. Кога ќе се врзе искушењето со обврската, самиот чин на облекување патики за трчање почнува да предизвикува допамински скок, бидејќи мозокот знае дека следува омилениот подкаст. Ние го мамиме невроношкиот систем да го посакува процесот кој инаку би го избегнувал.
Ова е лудо добро. Иако, морам да признам, јас еднаш се обидов со слична тактика, си реков дека ќе гледам серии исклучиво ако сум на лентата за трчање. И како помина? Па првите 2 дена функционираше безпрекорно, бев многу горда на себе, ама третиот ден се најдов себе си како седам на целосно исклучена лента за трчање, јадам чипс и гледам серија. Класика. Што не води директно до најголемиот проблем во целата оваа приказна. Што се случува кога почетниот ентузијазам ќе згасне? Кога емоциите ќе се оладат, надвор врне и мозокот природно сака само да ја зачува својата енергија и да не прави ништо. Ова е клучниот момент каде што повеќето луѓе се обвинуваат себе си дека немаат доволно карактер или дисциплина. И тоа не враќа на оној парадокс што го спомнавме на самиот почеток, дека најдисциплинираните луѓе всушност најмалку ја користат својата волја. Како е тоа можно? Тајната не е во тоа да се има челична волја, туку да се разбере дека однесувањето е секогаш функција на околината. Третиот закон е направи го лесно. Цитатот од изворите е брилијантен овде. Вели, околината е невидливата рака која го обликува човечкото однесување. Ова е фасцинатно бидејќи тотално го уништува митот за силната волја. Ние претпоставуваме дека луѓето кои не јадат сладки имаат некаква надчовечка способност да се спротистават на желбат. Да, ги гледаме како херои. А анализата сугерира нешто многу попрозаично. Тие луѓе едноставно немаат сладки во нивните куински ормари. Ова е принципот на правење на работите лесни преку намалување на отпорот или триењето за добри навики и зголемување на тој отпор за лошите. Ова е како разликата помеѓу пливање низводно и пливање спроти струјат. Многу добра споредба. Дури и олимписки пливач би изгледал како аматер, ако постојано мора да плива директно спроти во водопад, нели? Токму така. Концептот на триење е централен за промена на однесувањето. Значи, еволутивно, ние сме програмирани да го следиме законот на најмал напор. Ако треба да се потроши енергија за нешто, нашиот мозок секогаш ќе бара кратенка. Секогаш. Ако сакаме да читаме повеќе, а книгата е скриена во некоја фиока во друга соба, триењето е преголемо. Но ако ја ставиме книгата директно на перницата наутро, Триењето е нула. нула. Не може да се легне без да се земе книгата во раце. Архитектурата на одлуките го прави посакуваното однесување неизбежно. А за лошите навики, процесот е целосна инверзија, така? Ако проблемот е бескрајно скролање на телефонот пред спиење, решението не е да си велиме вечерва ќе бидам посилна. Не, тоа никогаш не функционира долгорочно. Решението е телефонот физички да се остави во друга просторија, на полнач кој е тешко достапен, кога во 2 по полноќ мозокот ќе посака допамински фикс, фактот што треба да се стане од топол кревет, да се оди во ладен ходник и да се донесе телефонот, тоа создава толку големо триење што мозокот едноставно се откажува и одбира сон. Точно, струјата на водопадот е сега искористена против лошата навика. И тоа е суштината на дизајнирањето на околината. Значи, волјата е краткорочен мускул, кој се заморува до крајот на денот, околината од друга страна е константна, немилосрдна сила. Околината никогаш не се заморува. Да, штом ќе се усогласи околината со посакуваното однесување, повеќе не е потребна мотивација. Околината ја врши тешката работа за тебе. Добра, ја дизајниравме околината, го намаливме триењето и почнавме да пливаме низводно. Но по 2 или 3 недели, неизбежно, доаѓа до момент на монотонија. Секако. Како се осигурува долгорочноста? Овде анализата преминува кон четвртиот закон направи го задоволително. И можеби најдалботиот психолошки аспект – потребата за визуелен доказ за напредокот. Се споменува така наречената стратегија на Сайнфелд. А, да, познатата метода со календарот. Да, каде на голем зиден календар се става голем црвен X за секој ден кога навиката е извршена. Единственото правило е не ја прекинувај низата. Причината зошто ова функционира лежи повторно во еволутивната неусогласеност на нашиот мозок. Нашите предци живееле во средина на непосредни повратни информации. Ако најдат храна, веднаш ја јадат. Ако бегаат од предатор, веднаш се спасуваат. Додека ние денес живееме во општество на одложено задоволство. Работиме цел месец за една плата, вежбаме со месеци за здравие.
Мозокот не е еволутивно опремен да се справува со толку одложени награди без да изгуби фокус. Значи, потребен ни е некој вид на мост. Токму така, затоа ни е потребен мост. Календарот со иксови го обезбедува тој мост. Тој дава една микродоза на моментално задоволство и визуелен доказ за напредокот веднаш откако ќе се заврши акцијата. Тоа го затвора невролошкиот круг. Но види сега, еве што навистина ме буни овде. Во белешките се тврди дека крајната, ултимативна цел не е само да се има бескрајна низа на календарот, туку нешто многу попрофундно – целосна промена на идентитетот. Да, тоа е кулминацијата. Се вели дека навиките се одраз на тоа кои сме и прашањето треба да биде кој сакам да бидам, а не што сакам да постигнам. Значи, наместо сакам да престанам да пушам, промената треба да биде јас не сум пушеч. Разликата е огромна. И искрено ова мене ми звучи малку како оние ефтини мотивацијски говори. Како може едноставно механичко шкртање на X на парче хартија секој ден да доведе до толку длабока филозофска трансформација на самиот идентитет? Зар не е тоа само површна игра на умот? Знаеш, на прв поглед навистина звучи како клишето «лажирај додека не успееш», но механизмот овде е суштински различен и се потпира на надминување на когнитивната дисонанца. Како поточно? Цитатот вели вака: кулминацијата на внатрешната мотивација е кога навиката ќе стане дел од твојот идентитет. Нашиот ум е неверојатно добар детектор за лаги. Ако некој има огромни долгови, а застане пред огледало и си повторува «Јас сум финансиски одговорна личност», Мозокот знае дека е лага. мозокот апсолутно знае дека тоа е апсолутна лага и го отфрла тврдењето веднаш. Значи, празните афирмации не функционираат без доказ. Точно. Умот бара реални докази. И тука тие механички хиксови на календарот добиваат филозофско значење. Сега почнувам да сваќам. Секој помал трансфер на штедна сметка, секое одбирање на јаболко наместо чоколадо, секое појавување во теретана дури и на само 15 минути, сето тоа е микроскопски доказ. Секоја акција е всушност гласачко ливче. Кога извршуваме одредена навика, ние не само што завршуваме задача, туку фрламе глас за типот на личност која сакаме да станеме. Еден глас нема да го промени идентитетот, исто како што еден глас не добива избори. Но кога ќе се акумулираат стотици такви докази низ месеците, тежината на доказите се менува. Значи, со текот на времето, умот престанува да се бори, бидејќи реалните, секојдневни докази го потврдуваат новиот идентитет. Да, акцијата мора да му претходи на верувањето. Вау! Ова е веројатно најсилниот концепт во целата анализа што ја направивме. Ние буквално си докажуваме на самите себе си кои сме ден по ден, глас по глас. И ова објаснува зошто луѓето кои се фокусирани исклучиво на целите толку често доживуваат регресија. Токму така. Значи, ако целта е да се истрча маратон, личноста тренира со месеци, го трча маратонот, ја добива медалата и веќе следниот ден престанува да трча. Системот престанува да постои бидејќи целта е остварена. Да, завршена приказна. Но ако преку оние дневни гласачки ливчиња, личноста го променила идентитетот во «Јас сум тркач», тогаш нема крајна линија. Навиката продолжува природно, бидејќи престанувањето би значило губење на самиот себе. И тоа не враќа точно на почетокот и на парадоксот со кој започнавме. Целите создаваат илузија дека среќата и успехот се секогаш еден чекор подалеку, резервирани за некоја идна верзија од нас самите. Од друга страна, промената на идентитетот преку градење на системи овозможува човек да биде успешен секој пак кога системот функционира, овде и сега. Тоа е процес на станување, а не на достигнување. Навистина моќно. Значи, ако го сумираме целото ова комплексно патување низ белешките, се гледа една многу јасна, кохезивна логика која целосно го преобликува начинот на кој гледаме кон личниот напредок. Апсолутно. Почнавме со разбивање на митот за инстантна трансформација и огромни акции, откривајќи ја математичката и биолошката моќ на подобрувањето од само 1%. Утврдивме дека целите се само мапата, но системите се вистинскиот мотор што не движи. Да, моторот е најважен.
Разбравме дека тој мотор го градиме со надоврзување на веќе изградени невролошки автопати и дека буквално го мамиме мозокот преку допаминска антиципација. И потоа го срушивме митот за херојската волја, сваќајќи дека околината е невидливата рака која диктира се. Намалувањето на триењето за добрите навики и зголемувањето за лошите не става во позиција да пливаме низводно. Што е многу полесно. Нормално. А за да не се откажеме кога ќе стане тешко, разбравме зошто визуелното следење на напредокот го храни нашиот еволутивен глад за моментална награда. Сите овие механизми, работејќи заедно во хармонија, генерираат постојан тек на докази, кои на крајот го репрограмираат самиот наш идентитет. Тоа значи дека она матна, фрустрирашка слика со која почнавме, сликата на луѓе кои поставуваат огромни цели секој јануари и пропаѓаат веќе во февруари, всушност може да се избистри. Не се потребни огромни скокови во празно, ниту пак некаква надчовечка дисциплина. Потребно е само трпеливо дизајнирање на архитектурата на нашето секојдневие. Ослободувачко е сознанието дека не мора да го промениме целиот свој живот преку ноќ, туку само треба да го оптимизираме следниот мал избор пред нас. Па тоа трга огромен товар од плеките. Значи, промената станува не само возможна, туку и неизбежна, доколку математиката на секојдневните системи е поставена правилно. Што не остава со една многу мокна, но и провокативна завршна мусла, над која вреди да се размисла долго по завршувањето на овој разговор. Доколку е навистина точно дека секоја наша моментална навика, без разлика колку е тривијална, е всушност гласачко ливче за идентитетот кој ќе го имаме во иднина. За каков идентитет несвесно гласаме токму денес, токму во овој момент, преку оние мали невидливи навики кои ги извршуваме целосно на автопилот. Да, гласачките кутии се секогаш отворени. Токму така, гласачките кутии се секогаш отворени. До следната длабинска анализа.